Добар ден, почитувани гледачи. Решивме денес да ви се пофалиме со количето што си го купивме. Ова е иначе главниот шофер. Мала обиколка само околу колата. Па можеш да отвориш. Можам и јас да отворам. Ајде да отвориш, јас ќе отворам. Ајде отвори. Задржи го. Добро. Ова е багажникот, го наполнавме ние, пошто одиме на патување. Нешто што треба да се забележи овде назад. Значи е ова тука камера. Јасниме после како функционира. Назад. Убав дизајн. Нас многу не венди се. И малце, значи, од визуелниот дел да доловиме. 1500 кила. Толку тежи колата. Има сончев покрив горе. Нископрофилни гуми. 17 инчи алуминиумски бандаши. Еден трик. Значи колата се отклучва без клуч. Да, пошто го имаме клучот в раце. Има смарт брави. Можеш мери малце да отвориш напред. Чекај јас. Опа. После ќе ја видиме натре. Да видиме што се крие под хаубата. Задржи само. Задржи, пошто има раче. Значи, ова е моторот. 4 цилиндри. 1,8 литри. 148 коњски сили. Еве кој 148, значи кој се разбира од мотори, еве тука ќе си го паузирате видеото и анализирајте. Толку за сега. Можеш да го затвориш, пушти го таму, да. Мери многу нежно сака да се понаша со колата, ама така хауба не се затвора. Опа! Мери е многу нежна, си ја пази што од сега. Значи е многу економична. 8 во град, 6 на автопат, што е прилично солидно. Еве внатре. Кожни седишта. Значи напред и назад со затоплување. Мери можеш да влезеш. Чекај, не ја стартувај се уште. Влезам и јас од другата страна, па да видиме интериерот, да го видиме. Да, деталите, добро, извинете. Опа. Да, има таму за шишиња. Ајде јас да се пикнам од другата страна. Малце со фокусот се борам, добро. Одиме. Чекај другата страна. Опа. Така. Чеве гледката. Покривот горе. Да, треба да ја запалиме за да се отвори. Значи ова ќе изгледа внатре. Сега ќе видиме устrijаме како се пали ова кола. Ајде, пошто се пали со дугме, става ногата на кочница и се прицка дугмето. И тоа е тоа. Може да дадам гражданска? Да, имаме вакво нешто. Ајде, мери. Што го добивме исто така сега скоро. Далечинско за гаражата. Значи ова е GPS-от.
Значи има USB, iPod, Bluetooth, чита MP3, сателитско радио, аудио системот е 360 вати. Сите, значи, овие кутии од околу има и кај мери огледало, има и на ова страна огледало. Не мораш, не. Ке тука ова. Пол, значи, има назад седиштата се исто така кожни. Тој средниот дел се спушта, има таму две за... Ајде да покажем. Опа. Значи има две дупки за чаши. Држачи би се рекло. Опа. Сега ќе ви ја демонстрираме камерата како работи. Мери врати малку во рикверс. Да се уклучи камерчето. Ето така. Може да се движиме назад, има значи црвена зона, жолта и зелена, која што покажува дали сме близко до некој објект или не. И сега се придвижуваме. Одиме на терен. Сега ги носиме луѓе во каде. Да му покажеме кај работиш. Ајде. Одиме сега да видите кај работи Мери. Успат, ќе видите и кај работев јас. Само да се врзам. Много се тешко со апаратот. Добре. Ето така. Значи само што се поштивме од кај нас, вратиме десно. Некој дукјанчиња тука. Еве го ресторанот кај што работев јас. Кинескиот. И Мери е исто така многу близко. Сега ќе видите колку многу близко. Фатем тука од десна страна ни е бензиската. Може да видите дека моментално горивото е 2,95 за галон безоловен бензин. Чекаме прилика да свртиме лево. Ајде, Мери. Мери ви прави ефекти и си попушта музика. Фатам да видите дека овде има само сендвичи и кесиња со пари. Тоа значи дека има само сендвичари за јадење и банки. За нецели 10 секунди ќе стигнеме на местото кај што работи Мери. Значи тоа е вкупно 30 секунди од кај нас до тука со кола. Мислиш да бегваш натре? Да. А па добро. Значи, Сега не галам. ова е објектот кај што работи Мери. Ево. Ја гледаш така. И влезот од задната страна. Ова е паркингот, сите си ојде. Ова е влезот на салонот. Така, мислам дека добро го фатив. Има некои други објекти, значи од страните, значи сите се тие некои поголеми и помали компании, значи Мери тука работи. На горниот спрат, долу има други канцелари. Да. И Мери, Сега одиме на бензиска. нашата. Нашата бензиска. Сега ќе одиме да туриме бензин. Не дека немаме, ама да си го дополниме, пошто имаме 2 сати пат. Некој пешак.
Мери многу си ја сака колата. Многу. Да, сите потреби. Не ми е толку ладно. Сега одим да туриме бензин. Се уваме за кратко пак. Чека бе да не одобрат. Мери, кажи нешто бе. Нема што. Ајде си води тој. Да, еве го горем. Што не кажа мочи. А што е муабето? Конечно, неодобрија. Толку лесно се турбо бензина. Да, остава што. Резерварот не е мал. Колку е тоа? 11? Колку рекавме? 11 галони, така нешто? 11-12 Не галони. знам. Резерварот. Да, некаде околу 30 литри. Колку има? 4,5 галони. Ако не фати, 13. Ништо без Весмо сега уште да се оди да се плати. Ајде. Значи, си купивме некои работи и сега сме спремни за пат. И уште да си земеме сладолед и... Уште е надвор топло. У ствари не е сладолед, него е некој ајс кафе тамо. Ке видите сега и то како го правиме овде. Че дадовме командата за дестинацијата кај што треба да се движиме. Уште мала последна работа и излегваме на автопат, кој што исто така ни е тука многу близко. Ова е местото од кај што си купуваме благи работи. Да ги видите како се прави тоа, како Мери мајсторски ќе го изведи. Пази. Некој ќе се пикне пред нас. Мерцедесот, ништо не зајзна. Фатиме и дека во кадар. Мулате. Значи тука се порачва. Не снимат, изгледа со камера. И сега ето тука си ги на пенџерчето. Правиме нати дај ми, размена пари за сладолед. Шо го научи? Аха. Сега ќе ги снимаме и нив. Само тие нас да не снимат и ние ќе ги снимаме. Да. Сега им дат нешто 16-то. Ќе не ме порачано 2 хамбургери и 1 сок. Да, често. Hi, 718. Did you want a carrier? No. There you go. Ајде, ќе види уште малку. And there you are. Thanks. Can I have Шо сакаш? Ништо не ни треба, не ни треба. Уживајте, реј. Доволно си ти.
Ете така се прави тоа. Овде во Америка. Се од кола. Не мора човек да излегва. Ќе почнат ми се чини сега скоро, мери десно. Ќе почнат сега скоро и на раце луѓето може ќе ги носат, па и в кола не мора да одат. Ке измислат. И ние не излегуваме. Да, и ние не излеговме сега, да. Мери иначе ги не сметат за чудни, мораме да се стопиме малце со околината. Овде еден плат со количиња. Гледавме тука лани едно време, Салто да има. кога баравме коли. Да. Не го гледај и ово. Излези на автопат и те рекава само. Да. Малце патување со музика. Значи ова е 10 секунди подоцна видеото. Мери одлично си ја прка работата. Ова се предпоследните семафори. Излегваме на автопат и по него имаме 1 сат после возење. Што по-ефтин бензин. Стигнавме до автопатот. Сега се исклучуваме десно. Одиме за Колумбус. Добре, барем уште едење. Можеме да снимиме нешто. Имаме тука Hall of Fame, или холот на славните за рагби во Америка. По тоа е Кентон познат. Значи центарот на рагби. Тие си го викат фудбал. Се чудат кога ние велиме фудбал, а мислиме на другиот фудбал, не на нивниот.